Сидата не е најчесто сексуално преносливо заболување, но е болест за која нема лек. Иако најчесто се пренесува преку сексуален однос, има случаеви каде вирусот е пренесен преку доаѓање во контакт со заразена крв. Вирусот не може да биде пренесен преку секојдневните социјални контакти, ниту преку животни. Специјалистот инфектолог и професор на Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев, доктор Вело Марковски, рече дека од 1981 година, кога за прв пат е откриен вирусот кој го намалува имунитетот и ја предизвикува сидата, до денес на светско ниво бројот на починати и ХИВ позитивни изнесува 60 милиони, од кои 32 милиони починати. За разлика од почетокот, односно од откривањето на вирусот на сидата, кога како заболени и носители најчесто биле хомосексуалците, во последниве години забележан е пораст на заболени и кај хетеросексуалците. Веќе 42% се хетеросексуални односи предназначени луѓе кои имаат нормални навики на секс, а хомосексуалците се со 29% и интравенските наркомани се со 6%. Значи таму каде што беа најранливи категории е делувано и има успех. Во Европа се регистрирани околу 2 милиони и 300 илјади позитивни на вирусот на сида, а во Македонија размерот е од 20 до 100 заболени на 1 милион жители, за кои има обезбедено терапија, која според професор доктор Марковски е во експериментална фаза и е доста скапа. Таа терапија треба да се разбереме дека не лекува од сида, туку само го продолжува животот на ХИВ позитивните или на веќе болните со сида. Се сметаше порано, сега тоа е изменето дека на еден регистриран има многу повеќе кои не се регистрирани и не е благодарно да предвидува, меѓутоа до сега стратегијата мислам дека ни е релативно добра и дека сме во земјите со најниска стапка со ХИВ позитивни и со сида. Лек или вакцина кој гарантирано може да го излечат вирусот кој ја предизвикува сидата не постои. Затоа од исклучително значење е превенцијата. Токму затоа во многу земји ширум светот се спроведуваат различни активности за едукација на луѓето за начинот на пренесување на вирусот и мерките кои се превземаат за заштита. Таква активност во вид на трибина за студентите при Универзитетот Гоце Делчев беше одржана денес во свечената сала на Правниот факултет. Имаме голема општествена и морална одговорност, бидејќи работиме со млади луѓе, да ги едуцираме како да се заштитат од ова бела чума и да ги едуцираме младите луѓе што треба да прават во врска со оваа болест или што не треба да прават. Поготово што дури 50% од ХИВ позитивните се на возраст помеѓу 15 и 24 години. Значи, таа е најранливата популација и тука навистина треба едукација. По мене треба да се влезе во средните образованија, во средните училишта со предмет сексуално воспитување или сексуално преносливи заболувања, затоа што не е само сидата, има и други заболувања. И мислам дека нашата младина се едуцира или се обучува сама по себе, или од улица, или не знам како.